Почитувани, секојдневно стигнуваат потврди за недомакинското и расипничко владење на ВМРО-ДПМН. Последно од низата владени функционери кои демонстрираат целосна отуѓеност од народот, без чувство за секојдневните проблеми и растечка за сиромаштија, е директорот на јавното предпријатие Македонски шуми, легендарниот Жарко Караџовски. Едно од најнеуспешните јавни предпријатија на владата сега ќе се луксузира и со реклами. Тој несмасно ја замајува јавноста со масовци и свемици за што се крие проектот за ребрендирање на предпријатието. Освен што се работи за невкусна кампања, таа покажува дека на власта не ја доаѓа памет и не планира да скрати од непродуктивните трошоци за рекламирање, колку и да се тие непродуктивни и безполезни, како што е рекламирањето на Македонски шуми. И додека гледаме Жарко Караџовски како ни објаснува транзицијата на боите и дизајнот на новото лого, како и ефектот на маркетингот во шумите, дури и на оваа пеколна горещина, народот се пребројува како ќе обезбеди огрев за зимата. Дали ќе има покачување на огревното дрво, колку ќе биде цената на електричната енергија и најважно од каде ќе најде средства, пари за преживување на зимата. Во време кога сите експерти, домашни и странски, комори и издруженија укажуваат на тоа дека Македонија е во економска криза и рецесија и дека треба се штеди, и тоа најмногу на непродуктивни трошоци, власта ни приведи уште еден целосно непродуктивен трошок за ребрендирање на Македонски шуми. Караџовски наместо се опамети по аферата од пред една година, во која беше посочен за немилосрдно трошење пари на Македонски шуми во кафеани и фиктивни фактури, со кои директно злоупотребува функцијата, тој сега ни обзнанува дека повторно ќе одлева пари за кампања. За жал, владата, наместо да покаже чувство за реалност и да се откаже од непродуктивните трошоци, таа го засилува луксузирањето врз грбот на граѓаните. Благодарам, проведете прашање. Проведете. Нема намера посебно да ги коментирам и да коментирам оваа изјава на Али Ахмети. Тој се носи одговорноста и тој го презема ризикот да се залепи за бродот на Никола Груевски, кој што гледаме секојдневно како тоне. Така да тоа ви го коментарат, ништо посебно во детали. Благодарам.